Октомври е месец кој треба да ја подигне свеста за борба против рак на дојка. Бројките според лекарите не треба да служат за заплашување на населението, туку за подигнување на јавната свест кај женската популација, дека болестите на дојка може да се превенираат и рано да се откријат. Бројките сами по себе според нив се незначителни, ако се земе во предвид траумата, емоциите и патешествијата што ги поминуваат жените кај кои е диагностициран рак на дојка. 63 годишната Ружа Стојмилова од село Горни Подлог на своји 48 години при случаен самопреглед забележала промена на една дојка. По прегледот лекарите ги констатирале диагноза канцер, пошто веднаш ја пратиле на операција. Иако сериозно за незиното здравје, сепак Стојмилова не се предала на болеста, туку издржала до крај без да испаничи. Сега не ги испушта предавањата и активностите што Сдруженијата за борба против рак на дојка Борка и животна искра од Скопје ги организира на ниво на Македонија. На предавањето што на првиот ден од октомври се одржа во главниот град, изнесена била статистиката на заболени од рак на дојка. На ниво на една година во светот има заболени околу 100.000 нови заболени од рак на дојка. Значи, по некои пресметки до 2025 во наредните 10 години, ако навреме се превенира болеста, може да се спасат 1 милион луѓе. 1,5 милион луѓе. Од тоа. Институтот за здравје во Скопје дава статистика дека има над 600 заболени, ново заболени на ниво на година. Лековите не се на позитивна листа, меѓутоа животна искра има поднесено барање до Министерството за здравство да може да се внесат на позитивна листа и тие лекови, зашто се неопходни за лекувањето. Често пати нема цитостатици, нема други лекови што се потребни за малигните болести. И на двете здруженија целта им е тоа, да се разбуди свеста кај општо кај народот, навреме да се оди на лекар, да се прават превентивни прегледи и сега тие имаат кодекс за соработка и да можат да работат заедно. Сега имаме, например, во недела розова прошетка, напред розово, под мотото напред розово, ќе се оди низ Скопје со маички, со тоа, да се одбележи. Стојмилова дава апел за сите кои боледуваат од оваа болест да не се плашат, оти може да се победи. Да ве води мотото морам и можам. Само така може. И позитивната мисла да преовладее. Да бидете позитивно настроени кон се. Да не ги гледате лошо работите. Мисли на добро и ќе се случи добро. Инаку, од година во година се намалува и старосната граница на заболени, што значи дека и кај девојка од 20 години па и помлада, возможно е да се детектира малигном на дојка. Американската асоциација за борба против рак дава 3 основни препораки за намалување на бројката и рано откривање. Воведување само преглед кај секоја жена после 20-та година еднаш месечно, клинички преглед кај лекар од 20 до 39 години еднаш на 3 години, а после 40-та година од животот еднаш годишно мамографски скрининг.